Браќа и сестри, бидете на штрек. Не подарувајте го идеалот на вашиот минлив живот. Не напуштајте го храмот што го носите во вас. Не напуштајте го и кога знаете дека е разурнат. Исправете ги неговите урнатини, зашто само така ќе си ја вратиме и вербата во себе си. Не срамете се од ништо што е ваше. Ставете го во вашата љубов како порака на сите наши предци, кои пред нас биле некаде тука, може би на истите овие места што сега ги зафајчаме ние. Не дозволувајте некој друг да ни ја контролира нашата свест и нашата национална гордост. Презирајте ги сите оние што ни го присвојуваат името, но и црквата, јазикот и писмото што во сушност го позајмиле од нас. Сите оние кои сакаат да ни ја преуредат нашата историска приказна, што се крепи на толку многу гробови. Знаете дека во таа приказна се заложени сите наши државотворни темели и сето наше наследство. Јазикот е наша идеална татковина, рече Конески, и затоа да ги боготвориме своите зборови, зашто тие се лицето на нашата душа. Тие се единствените живи споменици и клучни сведоци на кои им го должиме сето наше сеќавање. Браќа и сестри, ние македонците сме избраниот народ, кој го имаше Божиот благослов прв да ги отвори вратите на христијанството во Европа и да бидеме првиот мост за премин на неговите свети пораки кон вечноста. Од оваа библиска земја Александар Македонски почна да ја оживотворува и идејата и првиот образец на светската држава. Овдека во Македонија е основан и првиот универзитет во Европа. Отворете ги нашите стари светилишта и ќе се уверите дека на овој духовен простор е родена и ренесансата во делата на големите ликовни мајстори на ѕидното сликарство. Низ богатиот и разновиден фолклор е изразена и неповторливата творечка дарба на нашиот народен гений. Тоа е златниот ковчег во кој се чува целиот македонски предзнак што ни е оставен во вечно завештание. Сме имале и безброј буни и востанија, сме имале и многу погубени војни, но не и победени. Сме имале многу ослепени војници, но не ни е слепа духовната иднина и не ни се слепи видиците. Никогаш не сме го прекинале допирот со светлината. Колку и да сме имале некаков грев кон татковината, таа сепак ни проштавала и останувала во нашиот копнеш да умреме во неа. Таа секогаш била она одбрано место на кое сме можеле дури и мртви непречено да сонуваме. Браќа и сестри по род, да ги зарамниме еднаш веќе длабоките бразди на делби и омраза. Во омразата никој нема ниту иднина, ниту надеж, ниту вие, ниту ние. Браќа и сестри, кои судбината ве принудила да живеете заедно со нас, вклучете се во нашето единство, зашто тоа ќе има непроценлива вредност и за вас и за нас. Само здружени и со меѓусебна доверба ќе бидеме секаде и секогаш посилни. Но ако не ја прифаќате нашата добронамерно подадена рака, тогаш барем само вашето разбирање кон нашите возвишени цели го бараме. Историјата е еден отворен процес кој постојано се допишува. Ние, македонците, таа историја сакаме да ја пишуваме само со своето македонско писмо и само со својата македонска вистина.
Слободата е наша прва икона и затоа не испуштајте од своите раце и од својата љубов. Таа не се освојува еднаш за секогаш, туку секој ден и постојано. Ни секој наш творечки подвиг и ни секој изгрев што не осветлува. Само така Македонија ќе ја видиме обединета во една толку величествена светлина. Зашто наше знаме е сонцето, а тоа е најстариот оган на кој се грееме. Ура за Македонија! Ура и за тој вечен оган по кој се препознаваме.